Здесь снова стереотип. Для Тодора Александрова нет взглядов. Для него есть организация, которая работает на дело освобождения Македонии. И здесь уже, опять-таки, не важно, с кем вы будете сотрудничать. Важно, чтобы это было на пользу организации. И если Александр Стамболийский был против организации, соответственно, Тодор Александров против Александра Стамболийского. Почему он поддерживает Александра Цанкова, которого все представляют реакционером и фашистом? Да потому что Александр Цанков нуждается тоже, как и Коминтерн, в вооруженной силе Тодора Александрова с тем, чтобы прийти к власти. И тогда Александров надеется, что раз он привел к власти, он имеет право теперь иметь льготы в том плане, чтобы влиять на политику правительства в интересах государства македонского, который представляет македонская организация. Од почетокот на 1922 година, вооружените акции на автономистичките чети на ВМРО на Тодор Александров земале голем замав на територијата на Вардарска Македонија. Воениот представник на кралството на СХС во Софија перманентно ја известувал својата влада и врховна команда дека ВМРО на Тодор Александров се подготвувала да започне енергична борба против државната власт со цел да предизвика востание во Македонија. Во ваков дух била изјавата на Тодор Александров дадена за романскиот весник Универзум. Кога Македонија ќе реши да превземе акција, таа нема да ги поведе своите сили од Бугарија, туку од другата страна, од цела Македонија. На ваквата изјава на Тодор Александров се надоврзува и директивата на раководството на ВМРО издадена до војводите. Комитските чети да ги рушат железничките пруги и објекти, да ги уништуваат државните чети, да ги убиваат жандармите, офицерите и српските поданици и да вршат атентати и освети на сите кои биле против комитските акции. Тодор Александров во едно циркуларно писмо од 26 мај 1923 на јавноста и дал на знаење дека Тодор Александров е жив и здрав, се наоѓа во Македонија меѓу борците и продолжува да ја раководи револуционерната борба внатре за извојување на независност на распарчената и поробена борбена татковина. Работата оди добро и внатре и надвор. Македонското прашање го привлекува вниманието на целиот свет и на дипломатите. И нема да помине многу време. Борбена Македонија ќе извојува својата слобода. Напред, смело во борбата. Ние, например, тоа становиште на Александров, дека автономијата на Македонија во суштина не представува независност на Македонија како независна држава, во однос, например, на Бугарија, а во секој случај на Грција и на Србија, туку дека представувала само една преодна фаза која што ќе помогнела кон припојувањето на Македонија кон Бугарија, ќе забележиме дека постои се некаде до 1920 година, со известен прекин кој што ќе кажам тој е во рамките на Балканските војни и во рамките на Првата светска војна, каде што има друго становиште. Тој во едно писмо на еден негов соработник Карамфилов 1919 година му пишува дека идејата за автономија на Македонија секогаш била разбрана како преодна фаза и дека Александар
Александров толкова, дека така ја разбирале и основачите на револуционерната организација ТМРО, например. Мислејќи на Гоце Делчев, на Дамјан Груев, на Татарчев, мислејќи на Петар Попарсов и слично, меѓутоа сметам дека Александров тука го пренабрегнува фактот дека основачите во уставот на ТМРО од 1896 година зборува за полна политичка автономија на Македонија, што значи друг синоним за независна држава. И здесь происходит трагедия сталкивания дуализма в создании Тодора Александрова. С одной стороны, он македонский патриот, который выступает за независимую объединенную Македонию. С другой стороны, он признает себя как болгарин, и он хочет быть лоялен по отношению к болгарскому государству. Му припишуваат врски со Бугаријата. Врските се нормални и физички се врските на сите војводи во Македонија. Од Еленеското востане или почувајќи од формирањето на ВМ. Македонија немала сојузник. Нити една голема сила никогаш не застанала зад Македонија. Македонските револуционери морале да барат сојузник. Единствен кој им понудил рака, финансиска и друга помош во овој период била Бугарија и бугарската држава. Морале да барат сојузник. Значи, тоа е основата на целата таа двојство кое постои кај одредени македонски револуционери во нивната програма, стратегија, во нивната борба и така натаму. Значи, кај нив прашањето е за целокупна Македонија. Дали ќе биде во рамките во Бугарија, дали ќе биде самостојна, во било која подосна се јавува или идејата за било поширока Балканска федерација и така натаму, но идејата да се сочува целоста на Македонија, значи во етногеографските граници на Македонија и суштината на тоа двојство тука треба да го бараме, во нивната потреба да ја сочува целоста на Македонија. Но он хочет соединить эти две идеи, чтобы Болгария помогла в борьбе за независимую объединенную Македонию. Но Болгария – побежденная страна. Болгария – страна с минимальной армией. Большинство, если вы посмотрите на политическую сцену, большинство активных политиков – это бывшие офицеры, ставшие офицерами запаса. Значит, Болгария переживает настоящую трагедию. Не случайно это называется национальная трагедия. Переживает поражение после Первой мировой войны, и здесь она не может ничем помочь выполнению идеи создания независимой объединенной Македонии Тодору Александрову. Тој период е период на најголемата демистификација на Тодор Александров. Ако претходно имавме една мистификација, која што за жал траеше до 90-те години на векот, а за жал и во првите 10 години на независната македонска држава, се правеше една свесна мистификација за Тодор Александров. Дека бил таков, ваков, главорез, ова, тоа и што не. Меѓутоа има една изјава на неговиот главен идеолошки противник од тоа време, на Ѓорги Димитров, кој што вели дека не е точно дека Тодор Александров бил голем бугарски националист и тие работи терорист, убиец. Ако не бил бугарски националист, може да биде само македонски националист. А во тоа време не можело никако на подруг начин да се протолкува борбата на македонците, бидејќи не се дозволувало. Мораме нивното делување да го гледаме во контекст на едно време, во кое правото на државотворност на македонците беше одземено во Букуреш, не им се даде право на држава. Истото се повтори во Версај. Значи, народот беше изложен на насилство, од физичко до духовно истребување. Така што македонските револуционери морале да најдат некаде место каде ќе живеат, место каде ќе делуваат, место каде ќе се хранат, ќе обстојуваат, тоа се живи луѓе, без оглед на тоа што тие си биле определени за една идеја за автономија на Македонија. А если вы говорите о близости с официальными кругами, такова была, к сожалению, история ВМРО. Что вы без этой близости могли бы сделать для организации?
Где база этой организации? Где бы могли отдыхать ваши четники? А где они залечивали бы раны, эти четники? А каким бы образом вы собирали бы налоги? Это все вопросы. Мы же не живем в бездушном пространстве, мы реальные люди и знаем, чтобы какая-то организация действовала, ей нужны прежде всего база и деньги. Поэтому мы не можем обвинять их. Поэтому задача истории – объяснять, чтобы понять, а не для того, чтобы судить. Значи, автономијата на Македонија во различни периоди различно може да се толкува. Дел се приклонува кон бугарската држава, автономија во рамките на бугарската држава, но бугарската држава секогаш автономистичката идеја гледала како опасност за создавањето на целокупна Санстефанска Бугарија, бидејќи знае што значи сите балкански народи во нивната политичка програма прво добиле автономија, а постепено од таа автономија се издигнале во посебни национални држави. Значи автономијата била чекор кон државност и затоа многу им сметала на бугарските структури таа автономија која понекогаш знаеле децидно да ја кажат македонските револуционери. Во 1922 година Централниот комитет на ВМРО упатил привремени инструкции до пунктовите за формирање и поддржување на четите, подпишани од Тодор Александров, со следните позначајни директиви. Не може да се создаде чета, ниту да влезе во Македонија без знаење и одобрение на Централниот комитет на ВМРО, односно на Тодор Александров. Документ за минување на границата се дава за целата чета на името на војводата, со точен број на четниците, нивната маршрута, реонот што им е определен и со печат на Централниот комитет и подпис на Тодор Александров. За отстранување на негативните појави кај четите на теренот во Македонија, Тодор Александров со посебни писма од јули и август 1922 година ги повикал војводите да ги научат своите четници на ред и дисциплина, од нив да бараат да ги извршуваат правилата на пристојност и да не прават ништо со што се убива духот кај населението. А непокорните четници да се казнат и опоменат пред сите другари, а како крајна мерка да се обезоружат и испратат зад границата. Со желба да се осигури имотот и честа на членовите на ВМРО, Тодор Александров издал наредби во кои меѓу другото им се забранувало насилно одвлекување моми, како и наметнување за жена на момче кое што не ја сака или бара, женитбите да се одржуваат само ако момата и момчето се сакаат еден со друг или доброволно се согласат да се земат. Во октомври 1922 година Тодор Александров во името на Централниот комитет на ВМРО излегол со мемоар до Друштвото на народите во Женева и до председателите на владите на големите сили. Тој во името на населението барал создавање на една независна Македонија, ставена под заштита на Друштво на народите, се со цел да се спроведат мирот и правото. И во оваа наша несрекна татковина да се запре крвопролевањето, кое што сега е неизбежно како на Балканот, така и во Македонија. Својот однос и почит кон великаните на македонската револуционерна организација, Тодор Александров ќе ги искаже и при прибирањето и сочувувањето на коските на Гоце Делчев. Во таа пригода, тој во писмото до Михаил Чаков од 2 август 1923 година напишал: Пријатен долг ми е да ви искажам особена благодарност од името на другарите борци за независна Македонија и од мене за оваа патриотска идеја да ги соберете и да ги сочувате светите коски на нашиот голем учител и водач Гоце Делчев, еден од основачите на ВМРО, и да го погребате во својот дом како светец. Со ова вие ќе добиете почит од денешна борбена и утрешна независна Македонија.
Во почетокот на 1922 година настанал раздор, расцеп во редовите на ВМРО. И од таму се одделила една група предводена од Глигор Циклев, Тодор Паница, Стојан Мишев, Славе Иванов. И тие формирале нова организација, која што ја нарекле Македонска федеративна револуционерна организација. Ова федеративна револуционерна организација започнала жестока борба против автономистичката организација на Тодор Александров. И ова федеративна организација ја прифатила политиката и соработката пружена од земјоделската влада на Александар Стамболиски на кралството СХС. И во тие, јас би рекол, идейни струења, бидејќи не треба да се заборави дека федеративната организација, Македонската револуционерна федеративна организација, начело со Паница, со Слави Иванов, со Стојан Мишев, тие во борбата со автономистичката ВМРО, тие примени и вооружени средства, односно создадоа своји чети, федералистички чети, кои што навлегоа на теренот во Вардарска Македонија и почна да се пресметуваат во четите на автономистичката ВМРО. Тие на некој начин беа и стапи во служба на земјоделската влада на Стамболиски, кој што се разбира во договор во сојуз со владата на кралството на србите, хрватите и словенците се стремеше, се обидуваше и тоа и го направи, да ја забрани ВМРО во границите на Бугарија, да ги забрани со познатата Нишкиот договор од март 1923 година, да ја забрани активноста на ВМРО во границите на Бугарија. Во декември 1922 година Тодор Александров испратил ултимативно писмо до федералистите, во кое ги обвинувал за предавници, странски шпиони, странски платеници, престапници и им изјавил отворено, им се заканил дека ќе ги употреби сите средства што ги има за да се пресмета со нив. Предизвикан од нивното отцепување од организацијата, а со цел зачувување на единството на ВМРО, Тодор Александров во едно писмо од септември 1922 година до Наум Томалевски, член на задграничното представништво на ВМРО, загрижано пишува: Жално е што нашиот народ толку лесно се дели, се оддава на разврат, на крајности, што е погубно за него. Историјата се повторува. Но јас длабоко во себе верувам дека ќе се најдат родолюбци кои ќе го запрат одењето удолу и ќе ни помогнат да тргнеме напред и угоре. Пресметувањата меѓу приврзаниците на федералистите и автономистичката ВМРО од есента 1922 година се претвориле во меѓусебно физичко ликвидирање. Улиците и кафеаните во Софија, Ќустендил, Неврокоп, Варна и други градови во Бугарија станале арена на самоистребување и братоубиства на македонците од двете организации. Со цел да го оневозможи влијанието на федералистите, кои со помош на земјоделската влада на Александар Стамболиски се утврдиле во градовите Неврокоп и Ќустендил, автономистичките чети на Тодор Александров најпрвин со помош на војводите Алеко Василев Пашата и Георгиј Атанасов на 16 октомври 1922 организирале масовен вооружен напад на Неврокоп и ги протерале федералистичките чети предводени од Тодор Паница, а на 4 декември истата година со помош на четите на Панчо Михајлов и Иван Јанев Брло и федералистите од Ќустендил. Акцијата на автономистичките чети на ВМРО значително го зголемила престижот на организацијата и на Тодор Александров сред политичките кругови во Бугарија, а посебно кај македонските братства во Бугарија. Поголемиот дел од приврзаниците на федералистите, познатите комитски војводи и од цепниците од ВМРО, Стојан Мишев, Глигор Циклев и Мите Соколарски, во текот на мај 1923 преминале со свој чети во Вардарска Македонија и се ставиле на располагање на државните власти на кралството на СХС во борбата против автономистичките чети на Тодор Александров. Од нивните чети и од домашните контрачети, во септември 1923 година во Штип било создадено Здружение против бугарските бандити, начело со Михајло Каламатиевиќ. Нивниот број изнесувал околу 20.000 луѓе, кои биле под команда на старите српски четници и активни офицери и кои не само што вршеле вооружена теренска борба против четите на ВМРО, туку и тероризирање, заплашување,
убиства и апсења на населението во Штипско и во цела Источна Македонија. Чувствувајќи се доволно подготвен и сигурен во својата акција, тој на странските новинари им изјавил: пари доста собравме. Оружје во Македонија пренесовме колку што требаше. Од ништо не се плашиме, организирани сме добро. Ваквата одлучност на Тодор Александров била предизвикана од изјавата на министерот за надворешни работи на Кралството на СХС Нинчич за лондонскиот весник Таймс, во која тој објавил дека за Југославија не смее да постои никакво македонско прашање, заканувајќи се при тоа дека Србија сама ќе поведе една регуларна војна и Македонија ќе стане арена на една очајна и жестока борба за уништување. Во изјавата дадена на дописникот на весникот Таймс, Тодор Александров и самиот признал дека целта на ВМРО не е да анектира некаква територија, туку да го направи животот на владеечките власти невозможен, изјавувајќи при тоа дека водењето партизанска војна е единствено нејзино средство за борба. Во истиот дух и изјавата на Тодор Александров, дадена за Белградскиот весник Република во мај 1924 година во Париз, која тој вели: ние не сакаме српските власти во Македонија добро да управуваат и да владеат, туку сакаме тие да си одат. За доделување на посебни награди и признанија за сторените подвизи на комитите, Централниот комитет на ВМРО на почетокот на 1923 изработил и посебен правилник со таблица на награди, кои главно се состоеле од благодарници или подароци во оружје, двогледи, часовници или други скапоцени предмети, пари и наградни отсуства од 1 до 3 месеци. Централниот комитет на ВМРО бил мошно ригорозен во казнувањето на комитите за сторените дела, што ја компромитирале организацијата, а особено не им простувал на предавниците на организацијата. Пресудите обично претходеле со едно предупредително писмо, а секоја пресуда за казнување или убивање ја донесувал и подпишувал Тодор Александров. Во периодот пред одржувањето на парламентарните избори во Вардарска Македонија, Тодор Александров за прв пат покренал иницијатива за создавање на македонска парламентарна група во Народното собрание во Белград. Во тајните циркуларни писма од 9 февруари и 20 март 1923 година, испратени до раководителите на окрузите и до околиските војводи во Вардарска Македонија, Тодор Александров им сугерирал да им се дозволи на членовите и на симпатизерите на ВМРО во секој округ да кандидираат на листите на српските партии добри, честни и смели родолюбци. Тодор Александров бил прагматичар. Тоа го докажува и повикот на внатрешната македонска револуционерна организација и лично подпишан од Тодор Александров за време на изборите во Кралството на СХС во 1920 година, и општинските и парламентарните избори. Од име на Централниот комитет на ВМРО се подпишал Тодор Александров во еден повик до неговите сограѓани во Штип да гласаат за припадниците на Комунистичката партија на Југославија, затоа што Александров сметал дека од сите политички партии во Кралството на СХС комунистите имале колку толку правилен став во поглед на македонското прашање. Александров сметал дека доколку влезат некои пратеници од територијата на Македонија во парламентот на Кралството на СХС, а ако се македонци по националност, тие треба да формираат посебна македонска парламентарна група, која што со тек на времето требала да ги артикулира барањата за решавање на македонското прашање, односно да ги пренесува лично и ставовите на ВМРО и на Тодор Александров во поглед на македонското прашање. Кога ќе се конституира собранието во Белград, избраните македонски пратеници да се откажат од партиите на чии листи се избрани и да се прогласат за посебна македонска парламентарна група. Во писмата тој препорачувал сите избрани пратеници и членови и симпатизери на организацијата да поднесат писмени изјави до Централниот комитет на ВМРО дека се задолжуваат да го покренуваат од говорницата на Народното собрание македонското прашање, инсистирајќи за создавање целокупна независна Македонија.
Вооружената активност на четите на ВМРО особено се засилила во периодот на преземањето на заедничките мерки на владата на Кралството на СХС и на земјоделската влада на Александар Стамболиски за забрана на комитските акции во Вардарска Македонија. Тоа е периодот кога Вардарска Македонија, сегашниот дел на Македонија, е под жестока српска окупација. Тамошните македонци немаат апсолутно никакви права и се изложени на жесток чин на асимилација. Српската колонизација во Македонија се спроведува во периодот меѓу двете светски војни со цел асимилација и денационализација на македонскиот народ. Српската политика настојувала во Македонија да насели така наречени национално свесни елементи, односно учесници во Балканските војни, докажани борци за српството кои требале да го асимилираат македонскиот народ. Покрај нив се разбира, покрај ова српска колонизација која требаше да ја разбие етничката целост на Македонија, исто така постоеше еден силен репресивен полициски апарат, бидејќи од 17.000 џандари во Југославија 12.000 беа сместени во Македонија, што значи имаше еден огромен систем на терор и насилство. Четите на ВМРО презеле бројни вооружени напади во источниот дел на Вардарска Македонија. Така, во јануари 1923 година, комитската чета под водство на војвода Иван Јанев Брло го нападнала и запалила селото Кадрифаково, убивајќи притоа 23 колонисти и членови на нивните семејства. Тоа е било повод Тодор Александров отворено со специјално писмо да им се закани на колонистите во Македонија да се вратат таму од каде што дошле. Исто така им напишал дека вас ќе ве снајде истото што ги снајде некој од србите таа вечер во село Кадрифаково. На крајот од писмото напишал дека нема да ги остави намира управниците на распарчена Македонија, дека нема да има мир на Балканот, се додека не се создаде една независна Македонија. Исто така, тој напишал дека нема да запрат крвопролевањата додека честно и совесно не се исполнат 14 точки на Вилсон. Како одговор на засилените комитски напади, а пред се за да се одмазди за убиствата на колонистите во село Кадрифаково, по наредба на жупанот Добрица Матковиќ во село Гарван, Радовишко, на 3 март 1923 биле застрелани 28 селани, меѓу кои и 3 деца од 13 до 18 години, а на селото било стрелано со артилериски оган. ВМРО во Пиринска Македонија била организирана со полувоен карактер, еден вид помошна организација за вооружените акции во другите два дела на окупирана Македонија. Тодор Александров во името на Централниот комитет на ВМРО на 22 август 1922 година упатил циркуларно писмо до раководителите на окрузите и до околиските нелегални групи во Пиринска Македонија. Тој во циркуларното писмо од името на Централниот комитет на ВМРО им соопштил дека решил да се обнови и да се реорганизира организацијата во тој крај како помошна на ВМРО, со цел да ја помага морално и материјално ВМРО во деловите на Македонија поробени под Србија и под Грција. Во писмото тој исто така изјавил дека ВМРО е самостојна и безпартиска организација и нема да се меша во партиските борби на Бугарија. На тој начин, во редовите на автономистичката ВМРО на Тодор Александров се вклучиле и поголем број следбеници на Јане Сандански и лево ориентирани македонски патриоти. Централниот комитет на ВМРО на 5 септември 1922 со подпис на Тодор Александров донел привремени наредби во кои за прв пат Пиринска Македонија ја нарекува Македонија под бугарска власт и во кои ги известил дека организацијата се обновува и се реорганизира како помошна на револуционерната организација во деловите на Македонија поробени од Србија и од Грција, а со заедничка цел единствена внатрешна македонска револуционерна организација и создавање една автономна или независна држава од цела Македонија во незините етнографски и географски граници. Во привремените наредби, Тодор Александров им дал на знаење на околиските и местните раководни тела на организацијата дека ВМРО во Пиринска Македонија е тајна, нелегална, односно конспиративна, непартиска и не се меша во внатрешните борби на Бугарија и дека будно ќе бдее да не дозволи никому да се служи со Македонија како со монета за подкусурување и со македонското дело за лични партиски цели.
Кон крајот на 1922 година, автономистичката ВМРО на Тодор Александров наполно ја презела контролата на политичката состојба во Пиринска Македонија, претворајќи го овој дел на Македонија во основна база на својата организација. Покрај тоа, организацијата вовела своји даноци и судство, наложувала казни и пресуди на сите оние кои не се придржувале кон незините наредби, како и на членовите кои ја компрометирале организацијата и слично. На 20 декември 1922 година Централниот комитет на ВМРО упатил циркуларно писмо до пунктовите началници, до раководителите на окрузите и до околиските војводи во Пиринска Македонија, подпишано од Тодор Александров, во кое им се укажало да ја извршуваат најстрого следната наредба: никој не може да испраќа во Македонија лица или групи без претходно одобрение на некој од членовите на Централниот комитет. Во циркуларното писмо строго биле пропишани трошењето на средствата на организацијата, неопходното снабдување на четниците со алишта и оружје, определувањето на издршка за четниците кои доаѓале на одмор, како и на ранетите и болни четници и на нивните семејства, определување на времетраењето на одмор на војводите и на четниците и друго. На 14 март 1923 година Централниот комитет на ВМРО испратил окружно тајно писмо до раководните погранични револуционерни окрузи во Македонија, подпишано од Тодор Александров, во кое известувајќи ги дека заради појавата на разбојништво, шверц и изнудување на границите на Бугарија со Вардарска Македонија, со кој што злосторниците и непријателите на македонската слобода настојувале да ја уништат или ослабат ВМРО, Централниот комитет на ВМРО решил во таа зона да се создаде тајна организација помошна на ВМРО со следните задачи: да ја помага морално и материјално ВМРО, да ги отстрани сите пречки за успехот на организацијата преку уништување на разбојништвото, шпионажата и шверцот, да ги прифаќа и да помага при наоѓањето работа за бегалци од Македонија под српско и грчко робство, како и да помага на оние што сакаат да се вратат во своите родни места, да ја уреди милицијата за засилување на безбедноста на селата и границата против напади од кратци, шверцери, разбојнички банди и друго. На крајот на окружното писмо, Тодор Александров на раководните погранични окрузи им дал на знаење дека помошната организација во таа зона, како и ВМРО, е самостојна, непартиска организација и дека не се меша во внатрешните работи на царството Бугарија, ниту пак зема страна во партиските борби таму. На 14 ноември 1923 Централниот комитет на ВМРО упатил окружно тајно писмо до раководните окрузи, околиските војводи во Македонија и до задграничните представници и пунктови началници зад границата со подпис на Тодор Александров, во кое, подсетувајќи ги на правилникот на ВМРО, дека сите членови, без разлика на функциите што ги имаат, се должни како во однос на делото, така и во приватниот живот, да бидат примерни и безпрекорни. И дека пијанството, развратот, лагите, крадењето, своеволијата и злоупотребите од позиција на организационен работник се прогонуваат и казнуваат, им укажал дека ВМРО многу се заселил и си создал добро име и престиж, не само кај населението во борбена Македонија и кај другите незадоволни народности во Југославија и Грција, туку и кај општественото мислење во Европа и во Америка. Укажувајќи дека тие успеси организацијата ги должи освен на создаденото единство во незините редови и на високиот морал кај незините членови, како и на цврстата и строга дисциплина, Тодор Александров обрнал внимание дека е неопходно да се зачува високиот престиж, кој што ВМРО го извојува со толку многу усилби и жртви, за да може таа да ја постигне својата крајна цел – независноста на Македонија. Укажувајќи во окружното писмо дека сите раководни лица и тела треба строго да ги извршуваат наредбите на организацијата, Тодор Александров со тага истакнал дека некои нелегални дејци и бегалци, поранешни легални членови на организацијата, вршат непристојни дела зад границата, како пијанство, разврат, насилство, расипништво, носат големи коси и бради, носат оружје и беснеат со него, некои пак се оддаваат на искушение и се ставаат во услуга на лични интереси и користи.
Со тоа го компромитираат доброто име на сите дејци, како и престижот на ВМРО и на тој начин му штетат на ослободителното дело. Давајќи насоки за нивно надминување и извршување на неопходните директиви, Тодор Александров окружното писмо го завршил со следниот апел. Распарчената и поробената татковина бара честност, верност и самооткажување од своите чеда. Затврстувајќи ги своите позиции во Пиринска Македонија, својата главна политичка акција Тодор Александров ја насочил против политиката на земјоделската влада, која била против комитските акции на ВМРО. Тој настојувал со сите расположиви средства да ги попречи политичките и дипломатските мерки на Александар Стамболиски за зближување со кралството на СХС. Насочувајќи го својот главен удар против председателот на земјоделската влада Александар Стамболиски, Тодор Александров на 10 април 1923 му упатил последно предупредување во кое се заканил дека ако во Македонија под бугарска власт, односно во Пиринска Македонија, испратите разбойници, федералисти и оранжевогвардејци, ВМРО ќе го смета одговорен заедно со неговите министри и истомисленици. Прв на удар бил Александар Димитров, министер за внатрешни работи и на војската, еден од најблиските соработници на Александар Стамболиски, кој добил задача да ја парализира и да ја осуети секоја акција на автономистичката ВМРО и во договор со председателот на владата на кралството на СХС, Никола Пашиќ, да ги прекине комитските вооружени акции на ВМРО, кои според нив представувале единствено јаболко на раздорот меѓу двете соседни земји. Во септември 1920 година Тодор Александров на Александар Димитров му испратил застрашувачко писмо, насловено како прво предупредување, во кое му напишал: заради мерките што ги превземал против автономистичките чети и заради формирање на федералистичките чети и нивно испраќање во Вардарска Македонија, тој му се заканил дека без друго ќе се скрши главата. А на 21. октомври 1921 година тој бил убиен од војводите Панчо Михајлов и Иван Јанев Брљо. На 3 март 1923 Централниот комитет на ВМРО со подпис на Тодор Александров објавил пресуда на Рајко Даскалов, кој го заменил Александар Димитров на местото министер за внатрешни работи, во која го обвинил дека тој сакал да ја уништи ВМРО, да ги убие незините водачи и да ја остави Македонија вечно под туѓо робство. Оваа пресуда била извршена на 26 август 1923 во Прага, каде што по превратот над земјоделската влада од 9 јуни 1923 Рајко Даскалов беше избегал. Во преговорите при потпишувањето на документите, Тодор Александров барал рок од најмалку 1 месец за објавување на Мајскиот манифест, за да го сондира мислењето во раководството на организацијата, давајќи до знаење дека сака манифестот да го стави на разгледување на Општиот конгрес на ВМРО. Тодор Александров е убиен 31. август 1924 година во село Лопово, Мелничко. На пат да присуствува на конгресот на Серскиот револуционерен округ, на кој меѓу другото требало да се расправа за Мајскиот манифест и за недоразбирањата во организацијата.